За разлика од спикерот Џафери и неговиот говор на Илинден, премиерот Заев го прекрши законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување. Тој не смееше да го искористи 2 август и Пелинца како говорница за јавна пропаганда за референдумот, оти тоа го предвидува членот 12 од законот. Во него, во став 1, се вели дека овластениот предлагач може да ја води јавната пропаганда, ама на свој трошок. Во конкретниот случај, Заево Пелинце настапи како кампањата да е започната, а тој не е овластен предлагач на референдумот, ами собранието. Со други зборови, ова е уште едно кршење на законот и настанот е финансиран од народните пари во буџетот, а беше злоупотребен за јавна пропаганда од неовластено лице. Секој од нас поединечно ја има шансата да ја донесе оваа голема одлука. Сега е моментот за одлука. Во вакви пресудни моменти не се седи дома, не се молчи, не се остава друг да одлучува. Ова се моменти кога шансата треба да се зграби, храбро, одлучно и достоинствено. Ако предлагачот, собранието, има обврска да ја финансира јавната пропаганда како што стои во членот 12, тогаш чиста настапот на собранискиот спикер Џафери истиот ден на 2 август пред споменикот на Ченто во Скопје, но само во делот на говорот. Другиот дел, парите платени за организирање, остануваат дискутабилни. Оти пак законодавниот дом не е составен само од владеачката гарнитура пратеници, туку и од опозицијските. Би сакал од ова место да апелирам до сите граѓани на Република Македонија, до сите лидери на политичките партии и до сите мои колеги пратеници од мнозинството и опозицијата да бидат вистински одговорни и визионерски и со моќта на својот глас да го поддржуваат исполнувањето на договорот со кој ќе се исполни стратешката цел членство во Европска Унија и НАТО. За разлика од нив, од државните функционери, членот 12 го испочитува само шефот на државата Ѓорги Иванов. Во неговиот говор немаше директно пропагирање на линиите за или против референдумот. Во меѓувреме, дилемата околу излезноста, односно референдумскиот цензус, се продлабочува. Инсистирањето на неспојивите прашања во едно, првото за приклучување кон ЕУ и НАТО, второто за преспанскиот договор, ги збунува и револтира граѓаните кои сакаат евроатлантска иднина, а се против договорот како наметнато решение. Збунетоста е дотолку повеќе што власта нема постојани ставови ниту за цензусот, а уште помалку за карактерот на референдумот. Заев прво велеше дека референдумот ќе биде задолжителен, па потоа се двоумеше нагласувајќи дека заедно со опозицијата ќе го одлучеле неговиот карактер. На крајот, самиот пресече референдумот да биде консултативен, дефинирајќи го прашањето.